Добар ден, ученици! Денес ќе продолжиме со уште една лекција во врска со силите на триењето. Ова е лекција по природни науки и е наменета за учениците од 6-то оделение. Добар ден, ученици! Јас сум професор Нетка Димовска. Денес продолжуваме со нова лекција по природни науки. Денес ќе научиме уште нешто за триењето. Всушност, како се мери триењето. Значи, насловот на денешната лекција по природни науки за 6-то оделение е мерење на триењето. Во лекцијата ќе видите видеа од интернет за мерење на триењето. Ајде да започнеме со лекцијата. Што е триење и каде е корисно тоа? Триењето представува природна сила која ги успорува или забавува нештата. Триењето е корисно на патиштата во зимски услови и без него движењето не би било возможно. Како го мериме триењето? Триењето го мериме со помош на инструмент за мерење на сила кој се вика динамометар. Овде на сликата имате прикажано 6 различни по дизајн динамометри, односно по боја. Овие инструменти ја мерат силата, а силата на триење се изразува во единица мерка наречена Ньютон. Ајде да видиме неколку експерименти за мерење на силата на триење. Во овој експеримент ќе ја мериме силата на триење за различни плоштини на допирната површина. За таа цел употребуваме паралелопипед или квадар кој може да има 3 допирни површини со различни плоштини по кои ќе го лизгаме телото. Првата површина е најголема страна на квадарот, втората е двојно помала од првата, а третата формирана од две така наречени скиички кои имаат многу помала површина од првите две. Значи, ова е паралелопипед или квадар. Телото го лискаме со константна брзина по најголемата површина. Внимателно видете каде се наоѓа портокаловата ознака. Колку изнесува силата на триење во њутни? Убаво видите на видеото. Потоа телото го лискаме по површината која е двојно помала од претходната. Колку изнесува сега силата на триење? Значи, гледате дека пак е на истата пределка од динамометарот. Сега, телото го лискаме по скиичките, а нивната плоштина е најмала и е занемарлива во однос на претходните две. Колку изнесува и во овој случај силата на триење? Колку се разликуваат силите на триење во трите случаи? Дали силата на триење зависи од плоштината на допирната површина? Силите на триење се присутни во природата. Триењето е штетно при лизгање, скијање, санкање, кај оските на автомобилите, на велосипедите,
Меѓутоа, силата на триење е корисна за растенијата, затоа што ако не постои сила на триење, нивните коренови влакненца од нивните корења или коренови системи не ќе можат убаво да се прикрепат во почвата, бидејќи ќе се лизгаат од самата почва, па растенијата наместо да бидат прикрепени и да стојат исправено и при тоа од почвата да примат вода и минерални материи за да вршат фотосинтеза, овие растенија ќе паѓаат. Значи, нивните коренчиња ќе се лизгаат од длабочините на почвата и растението под налет на ветер или на некаква друга сила ќе падне на површината од земјата. Што имате за домашна задача? Истражувајте на интернет за силите на триење и напишете 3 различни примери каде се среќава триењето како сила во природата и секојдневниот живот. Напишете своји размислувања како да се зголеми или намали триењето при дадени ситуации, како на пример кај шкрипење на вратите при отварање и затварање или кај лизгави патишта во зимски услови. Пријатно учење ученици ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.